5 минути со особена чест и задоволство ќе препуштам на мојата колешка од Кина да го најави Златко Кекел Самарджиев. 大家好，我的名字叫安盼盼。你们与我正在收听的是 Zlatko Kekil Words from Bitola 马其顿2号广播台。 Ова е само почетокот за она што не очекува секој четврток на брановите на Радио 2 во рамките на утринската програма. Учиме битолцизми благодарение на Златко Кекел Самарджиев. Златко, добро утро и во ова 15-то утро од месец декември. Добро утро вам, од мене Златко Самарджиев, кој ме викаат Кекел и пак ме викаат Кекел во рубриката битолцизми на најдоброто радио, Македонско радио 2 и Сили Ан ги најави на многу јасен и разговетен начин на кинески јазик битолцизмите и благодарам. Се слушаат насекаде, па и во соседната земја Кина, да. Можеме да забележиме дека она што не спојува е добрата мисла, добрата енергија и некако јазиците не представуваат пречка за да учиме битолцизми. Не. Се работи за неколку зборови кои што во една случка, вистинска случка, малку модифицирана, меѓу Сашко, еден другар мој и Бале по телефон. Нешто се расправат, се разговарат и Бале го прашува Сашко како е неговиот и Сашко вика мојот, да ти кажам мојот, вели ферцера. И како вика ферцера, овој мојот тептисане. Не може да е тептисан. Ај ќе до кај тебе да видам што е работата. И ко стигнал кај него дома, гледам му викам, му вели вака сега Сашко му вели. Овие се тертипли. Без тертип ќе тептисат, а имат и гарамет. Сега... Што се тоа значи, морам да признаам дека ништо од нивниот разговор можам само да нагаѓам, ама не верувам дека она што ќе можам да го кажеме во вистинска смисла на зборот. Значи, денеска учиме што е ферцера. Ферцера е јас колку што знам, босански оригинал збор, но кај нас е од домакинец, тоа значи дека нештото работи безпрекорно. Нештото функционира, обично се употребува за машини или некој ако работи како машина. Ферцера, да. А тептиса? Тептиса некој ќе битиса, кога нешто ќе престани. Не ќе си оди, ама готово тептиса не може. Колку и да вложуваш напор во него или во нештото не може, тептисано не работи повеќе. А тертип? Тертип е нешто дека има начин, некои обичаи или има некои следни работи кои што мора да се направат тертипи да може нештото чекро по чекро да се стигне и да почне да ферцера, да речеме. Да не биде тептисано. И гармет? Гарамет и грижа. Гарамет е дека треба за нешто да се грижиш, дека бара ти време, бара ти средства, бара ти луѓе, значи имат гарамет, мора да му се посвети внимание на нештото. Сега во случајов се работи за котел, за загревање на вода, за парно, за дома, за грејање на парно. И Сашико и другар му Бале си купиле ист, ама кај едниот работел, кај другиот не ги следел чекорите, значи тертипите и му тептисал, а после му покажал Сашко и така да и двата среќни задоволни им работат по дома, им ферцерат котлите за грејање вода, да. Златко, јас и понатаму ќе ве охрабрувам да направите еден речник на битолцизми. Се со цел нели овие зборови кои што се употребуваат се уште верувам кај повозрасната битолска популација да останат во употреба и кај помладите. Зборуваат ли младите на овој битолски дијалект? Па, јас колку што се дружам не се дружам баш со помлади, искрено кажано, пошто не сум во таа возрастна група, но колку што разбирам, битолските деца разбираат тоа, што учат од битолските родители, разбираат овие зборови. Но дали ги употребуваат? Меѓу нив, па не знам, треба да ги прашам, или еве некој ако слуша, нека каже или нека напише дали ги употребуваат. Така. Благодарам многу за одвоеното време и утринава учевме за битолскиот дијалект благодарение на Златко Кекел
Самарджиев. Јас во секој случај ќе му отстапам простор сега на мојот колега од Индија да ве одјави. Hello everyone, मेरा नाम है ओपू and मैं and Jay and सब लोग एक साथ आज मिलके हम लोग देखेंगे सुनेंगे ज़ेल्को केल वर्ड्स program from Bitola on Macedonia Radio 2. Благодарам уште еднаш 8 часот 10 минути. Ова е утринска програма Македонско радио, Радио 2. Ги слушаме Erasure.